Чувате во урбаните вести. Пазарџиите денеска ставија клуч на тезгите и излегоа на протест пред Собранието на Македонија. Повеќе на оваа тема подоцна во вестите. А сега следува генералната најава. Останете со нас. Пазарџиите бараат целосно укинување на новиот закон за зелените пазари. Црвен крст со 4 тимови за спасување ќе им помага на 140 пријавени за учество на водици. Универзален снабдувач со електрична енергија ќе се избере најдоцна до февруари. Бесплатни ортопедски градници за оперираните од рак на дојка. Пазарџиите денеска ставија клуч на тезгите и излегоа на протест пред Собранието на Македонија. Тие бараат од пратениците кои го изгласаа законот за зелените пазари, целосно да го повлечат, бидејќи пазарот им е единствената екзистенција, а од обврските кои дополнително им се ставаат на товар, ќе ги доведат до работ на екзистенцијата. Револтирани од новиот закон за зелените пазари кој стапи на сила од 1 јануари оваа година, денеска пазарџиите од Зелен пазар и Бит пазар излегоа на протест пред Собранието. Новиот закон предвидува пензионерите, вработените или пак луѓе кои остваруваат некакви хонорари да нема да може да работат. Со донесувањето на законот, меѓу другото се бара пазарџиите да обезбедат лиценца за работа која чини 3600 денари, а за втора тезга треба да се платат дополнителни 2400 денари, што представува голем проблем за буџетот на пазарџиите. Пред камерата на Прва Скопска пазарџиите револтирано изразија дека бара целосно да се повлече законот. Вела дека не планираат да вадат лиценци и доколку не биде исполнето нивното барање, протестот ќе продолжи понатаму. Ќе се протестира секој работен ден, а протестите ќе бидат радикални. За да се укине законот, што го донел некој што појма немаме дека го донел. Да се биде како што било, како што изгласале 2005 година, кратко и јасно. Не спомнувам ни лиценци, ни пензионери, ни текстил, ни ништо. Да дојдат да не прашаат овде како ние нас и зошто штрикуваме. Еве кажувам, да се укине, не да се одлежи, да се укине целосно законот. А што ќе направите ако не се укине? Што ќе направиме? Тек тогаш ќе се зголеми сивата економија, ќе излеземе сите на улица и ќе продаваме на улица. Ние бараме разбереш да се тие пазари да го не дира. Да не дира пазарот. Какво е, што е, таква е пазарот. Да не растура пазарот. На улица не оставува. Одека да одиме ние? Ми видиме дека сме сироми луѓе, они трчаат, они се... Лиценци не прифаќаме. Крај, едноставно, јасно кажано. Значи, што ќе кажат нашите представници, исто укажуваме и ние. Единствени сме, согласни и ќе истраеме во тоа што треба. Ако треба и 10 дена ќе седиме тука. Давачки имаме доволно кон државата, додатни не требаат. Пазарџиите додаваат дека тие работат регуларно и месечно ги плаќаат сите потребни придонеси. Месечно за тезгите плаќаат по околу 5500 денари, а доколку до тезгата се стави мало масиче, тогаш се доплаќа уште 1500 денари. Ако користат магацин, тогаш доплаќаат уште 2000 денари. Тие велат премногу им се наплаќа, а уште ако треба да се плаќа лиценцата, тогаш оптеретувањето на буџетот е преголемо. Ако се соберат сите давачки годишно, тоа чини исто како да се изнаеми бутик на најатрактивна локација во Скопје. Пазарџиите велат дека на Зелен пазар има многу празни тезги и нема кој да работи, а со овој закон ќе се избркаат младите и ќе останат само пензионерите кои сега не им дозволуваат да работат. Граѓаните кои сакаат да го посетат денеска Зелен пазар и да испазарат наидоа на затворени врати и катанци на празните тезги, а со големи букви имаше закачано дека пазарџиите протестираат. Пазарџиите велат дека и покрај минусните температури, протестот се одржува секој работен ден и од следната недела ќе им се приклучат и останатите пазари. Инаку во Македонија има 15.000 тезги, дел од нив се празни, а некои пазарџии држат и по 2 тезги, но нема прецизна бројка колку пазарџии тогаш треба да се лиценцираат. Во детската градинка во општина Илинден преку донации се обезбедени уште 5 прочистувачи за воздух, со што сега во градинката со прочистувачи се опремени вкупно 16 занимални. Очекувањата на општината се дека компаниите кои работат и остваруваат профит во општина Илинден ќе покажат општествена одговорност и ќе помогнат во доопремување на градинката со прочистувачи за воздух.
Детската градинка Гоце Делчев од општина Илинден е опремена со нови 5 прочистувачи на воздух, донација од компанијата Шмидс Каргобул. Како што соопштуваат од општина Илинден, со оваа донација, покрај досегашните 2, сега 7 од вкупно 16 занимални во градинката се опремени со прочистувачи за воздух. Градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски, е убеден дека многу брзо, благодарејќи на општествената одговорност и на останатите компании од општина Илинден, сите занимални во градинката ќе бидат обезбедени со прочистувачи за воздух. Во последните децении општествената одговорност стана глобална идеја, а општествено одговорната работа и одржлив развој станаа своевидно светско движење. И кај нас општествената одговорност се повеќе станува императив на компаниите, особено оние успешните, кои дел од профитот кој го остваруваат, го враќаат на заедницата. Традиционално утре напладне со спуштање на Светиот Крст ќе се осветат водите на сите реки и езера во Македонија. Манифестацијата Богојавление водици и оваа година ќе се одвива и во центарот на Скопје, а верата во Господ оваа година привлече 140 верници да бидат дел од оваа вековна православна традиција. За нивната безбедност ќе се погрижат 50 волонтери и дел од стручниот тим на Црвениот Крст. 140 лица се пријавени за учество во традиционалното спуштање на крстот во реката Вардар, што ќе се одржи утре во центарот на Скопје, по повод Богојавление водици, информира Скопската епархија. Спуштањето на крстот во водите на Вардар ќе биде напладне од мостот кај хотелот Holiday Inn и ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, Охридска ерхиепископија, господин Стефан. За безбедноста на верниците и оваа година ќе се погрижат 50 волонтери и дел од стручната служба на Црвениот Крст. Како што не информираше денеска Аргент Чилјафи од тимот за спасување, утре поддршка на 140 верници ќе им бидат тимовите за спасување на планина, на вода, тимот за прва помош и тимот за логистика. Ќе бидат присутни тимот за спасување на планина, тимот за спасување на вода кој ќе се погрижи за безбедноста на самите учесници внатре во водена површина на Вардар и тим за логистика и прва помош кој ќе даде поддршка на овие два тима преку медицински тимови во случај на повреда и логистички во местење на шатори и триажен центар. Со тоа што се надеваме, како и секоја година, нормално тука се единицата за специјални задачи Тигар како поддршка и се надевам дека целиот настан ќе помине без никакви проблеми. Благодарение на присебноста на спасувачките екипи, но и како резултат на високата самосвест кај верниците кои влегуваат во ладните води на Вардар за да го фатат Светиот Крст, изминативе десетина години, не е забележан поголем проблем ниту повреда кај присутните. Овие 10 години не сме имале некоја посериозна интервенција, зборувам од спасителски аспект, пошто сите се извадени на време, од медицински аспект имаме интервенции, претежно тие се скршеници, подеротини и хипотермија. Така да неаме до сега посериозни. Просек 1 завршува во клинички центар, веќе ако гледаме статистички и се надеваме дека нема да го надмине просекот и ова година нема да имаме никаква потреба од интервенција. Алкохолот е строго забранет пред самиот влез во водата, а за затоплување се препорачува да се пие топол чај. Самите верници да го послушат своето тело, дали тој ден се спремни за да се фрлат во Светиот Крст. Друго, со себе да носат обувки. Тоа ни е многу важно како од спасителски аспект, така и од медицински, пошто сепак дното на реката Вардар не е проверен, не е исчистена. Друго, да не конзумират алкохол, пошто со самото конзумирање на алкохол доведува до нус појави кои што, верујте ми, не се толку добри. Веќе ги знаеме тие нус појави како што се по можност да не конзумират. Ако веќе конзумират ако сака да конзумират некој топол напиток, тоа може да бидат единствено чаеви. Пред чинот на спуштањето на крстот во Вардар, архиепископот господин Стефан во 9 часот ќе богослужи златоустова литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица, а во 11 часот и 45 минути богојавленски литии ќе се упатат кон местото каде ќе се одржи традиционалната верска манифестација.
И во следните минути се задржуваме на тема водици. Министерството за внатрешни работи воведе посебен сообраќаен режим во делови од Скопје, каде ќе се одвива манифестацијата Богојавление водици. Во продолжение следуваат детали за променитиот сообраќаен режим. Посебен режим на сообраќај во центарот на Скопје и во општините Ѓурче Петров и Аеродром ќе биде воведен утре на 19 јануари за време на одбележувањето на празникот Богојавление водици, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од 10 часот до завршување на манифестацијата во центарот на Скопје за сообраќај ќе биде затворена улицата Филип II до булеварот Гоце Делчев и улицата 13 ноември до булеварот Кочо Рацин. Во општина Ѓурче Петров од 10 часот ќе биде затворена сообраќајницата од црквата Свети Петар и Павле, десно по булеварот Партизански одреди, десно по улицата Ѓурче Петров, лево по улицата Васил Чакаларов, како и од црквата Свети Пантелеймон по улицата Демир Трајко и лево по улицата Васил Чакаларов до железничкиот мост на Вардар. Во општина Аеродром од 10 часот за сообраќај ќе биде затворен локалниот пат кон село Лисиче. Министерството за внатрешни работи апелира граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници. Регулаторната комисија за енергетика информира дека изборот на универзален снабдувач со електрична енергија ќе заврши многу порано отколку што е планирано со Законот за јавни набавки. Во текот на наредната недела ќе се знае кога ќе почне аукцијата која ќе стартува од најниската понуда од 14,4% што првично ја даде Ева на снабдување. Изборот на универзален снабдувач со електрична енергија ќе заврши многу порано отколку што е планирано со Законот за јавни набавки, најави денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Како што најави регулаторна, во текот на наредната недела ќе се знае кога ќе почне аукцијата и кога ќе заврши целиот процес, но се очекува да заврши многу порано од рокот од 80 дена, што беше определен по објавувањето на понудите на 13 декември минатата година. Аукцијата ќе стартува од најниската понуда од 14,4% што првично ја даде Ева на снабдување. Председателот на регулаторна посочи дека засега нема голема заинтересираност од снабдувачите за понуди за домаќинствата, иако целосната либерализација на пазарот на електрична енергија започна од 1 јануари годинава. Основна причина за тоа е зголемувањето на цените на регионалниот пазар на електрична енергија, имајќи предвид дека домаќинствата во овој момент имаат цена од 73 до 74 евра за мегават час, додека на слободниот пазар, како и на регионалниот пазар, само набавната цена без вклучување на мрежарините околу 70 евра. Апсолутно нема интерес кај снабдувачите да нудат нешто што однапред се знае дека би било далеку поскапо. Бислимовски очекува дека со паѓањето на цените на пазарот, особено на регионалниот пазар, снабдувачите ќе покажат интереси да понудат пакети за домаќинствата. Посочи дека снабдувачите генерално во моментов се насочени кон комерцијалните потрошувачи, каде, како што кажа, реално ќе има намалување на нивните трошоци за електрична енергија. Корисниците кои редовно ги плаќаат своите сметки, на ниту еден начин нема да бидат оштетени со новите правила за снабдување со електрична енергија, бидејќи не е фер конкретните потрошувачи да го поднесат товарот за оние кои што биле исклучени од системот. Како и да решиме за исклучените потрошувачи, тоа нема да биде натовар на останатите потрошувачи, потенцираше Бислимовски. Министерството за здравство обезбеди бесплатни ортопедски градници за пациентките оперирани од рак на дојка. Покрај тоа на пациентите им е обезбедена и психолошка поддршка, која е една од најважните сегменти за успешно лекување на болестите. Бесплатни ортопедски градници првпат се обезбедени за жените кои се оперирани од рак на дојка и имаат потреба од градник, објави на својот Facebook профил министерот за здравство Венко Филипче. Жените на кои им е потребен градник потребно е да извадат потврда од матичен лекар, да ја заверат во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Потоа градникот може да се купи во специјализирана продавница. Треба да се сочува фискалната сметка и да се земе сметкопотврда. Со овие документи и со копија од трансакцијска сметка во Фондот за здравствено осигурување на Македонија треба да се пополни барање за рефундирање на средствата. Фондот рефундира сума од 1266 денари од градник. На издадената потврда треба да ја пишува шифрата 75-02, ортопедски градник со џебови за носење на вештачка дојка. Покрај тоа, на пациентите им е обезбедена и психолошка поддршка,
која е една од најважните сегменти за успешно лекување на болестите. Иницијативата Излези и диши внедела организира планинска тура на Скопска Црна Гора. Почетна точка на турата е село Побожје на 570 метри надморска височина, пошто е предвидено и искачување до врвот Пржар, 1625 метри надморска височина. За учество на турата потребна е психофизичка подготвеност за пешачење во зимски услови и соодветна гардероба. Сите луѓе да излезат надвор од затворените простории и на една кратка и лесна тура внедела на Скопска Црна Гора, да се дружат и да дишат чист воздух, повикуваат од иницијативата Излези и диши. Како што информираат оттаму, турата е погодна и за помалку активните скопјани кои се качуваат на водно и за сите оние кои сакаат да се приклучат, а при тоа имаат искачена некоја планина, велат од иницијативата. Почетна точка на турата е село Побожје на 570 метри надморска висина, пошто е предвидено искачување до врвот Пржар на 1625 метри надморска висина. За оние кои што сакаат да дојдат на турата, потребна е и психофизичка подготвеност за пешачење во зимски услови. Високи разгазени зимски чевли, гамашини и зимска топла облека која штити од дожд и ветер. Од иницијативата додаваа дека за оваа тура нема организиран превоз, но до почетната точка во село Побожје може да се стигне со сопствено возило или со приградски автобус број 61, кој тргнува во 6 часот и 45 минути од автобуската станица за приградски линии на железничка. Автобус за назад, кој исто така тргнува од село Побожје, има во 14:45 и во 16:30 часот. Во продолжение на вестите информација и за временската прогноза. Утре температурата ќе го достигне 4 степен. В недела и понеделник ќе се движи од -1 до 5, а во вторник од 0 до 6 степен. Ви благодариме на вниманието. А утре следете го празничното издание на Урбаните вести, во кое ќе ви ја прикажеме атмосферата за време на прославата на водици од повеќе скопски општини. Довидување.